Значи, насловот гласи покајанието на Луцифер. Ке зборуваме за покајанието, затоа и го избрав 32-иот псалм, а во самата тема е вклучен и дел од 51-иот псалм. Сите сме ја прочитале, верувам, Патот кон Христа, една од најубавите книги, малецка и згодна, нели, за читање, не е нешто што оптеретува, но тоа е книгата која што навистина го покажува патот кон Христа, односно патот кон спасението. И тоа е така хронолошки напишено. Ако земете да видите, отворите како одат главите во самата книга, првата глава е Божјата љубов кон човекот. Потоа следи главата на грешникот му е потребен Христос. Потоа е покајанието, третата глава. Па имаме исповед, посветување, вера и прифаќање и така натаму и така натаму. Нас не е битен само почетокот овде, во контекст на она што зборуваме. Значи, ова ништо не е случајно. Елен Вајд знаеме дека пишувала под инспирација на Духот Свети, исто како и писателите на Библијата, и започнува со Божјата љубов кон човекот. И навистина, првото нешто што треба онака да го удри грешникот, да ја осознае, да ја увиди Божјата љубов. Јас верувам дека ако се вратите назад во вашите искуства, ќе дојдете до таа констатација. Јас сум ви го кажал често пати моето искуство, да кажам, на обратување, нели, на тие почетоци, кога фатив да го читам тој Нов Завет, и токму тоа е она што онака ме погоди. Љубовта Божја, која што највеќе ја видов во Јовановите посланија. Барем, нели, како почетник, нели, онака без воопшто да знам како и се проучува Библијата, онака летимично кога читаш, баш на удар се гледа Божјата љубов во тие посланија. Кога ќе ја осознаеш Божјата љубов, кога ќе познаеш, кога ќе сватиш дека Господ има таква љубов кон тебе како грешник, тогаш не можеш да не ја увидиш онаа потреба за Христа. Да си увидиш и самиот себе како контраст во однос на Божјата љубов, но и да увидиш потребата од Христа, затоа што сваќаш дека си изгубен, не можеш сам. И затоа втората глава е на грешникот му е потребен Христос. Значи, кога ќе ја осознаеш Божјата љубов, потоа осознаваш и една голема потреба, дека ти е потребен Христос. И тоа води понатаму до твое покаяние. Значи, како што реков, зошто ќе го земеме, мислам, според насловот покајанието на Луцифер ќе се запраште, па дали воопшто некојаш Луцифер се кајал? Ќе прочитам еден интересен цитат од Елен Вајд, од спасението Знаци на времето. Ќе ви кажа подосно и од која година е баш. Но, зошто е важно покајанието? Тоа е еден важен чекор. Првиот чекор, всушност од ваша страна, иако и тоа е дар Божи, меѓутоа зборам од наша страна, затоа што битна е соработката, е токму покајанието. За да Господ те прими, битно е покајанието. Токму од покајанието на Луцифер, односно примерот на покајание на Луцифер, ќе извлечеме, значи, поуки за тоа кое е вистинско покаяние, а кое не е. Затоа може би на почетокот беше малку збунувачки, меѓутоа мислам сите ние знаеме дека добро ќе беше да Луцифер се покаеше вистински, ќе имаше друг тек историјата и работите. Иако веќе нели злото беше нанесено, мислам, со самото тоа, затоа што не беше тој единствениот кој што се дигна на бунт против Господа, туку тука беа и
дури 1/3, вели таму, од ангелите. Слушате овој цитат, значи, кој што се наоѓа во Знаци на времето, 16. јануари 1879 година. Вели сатаната, се извинувам, дојде часот, ова го опфаќа, само да нагласам, ова го опфаќа периодот кога Луцифер е исфрлен од небото заедно со злите ангели, кои што, нели, подпаднале под негово влијание, откако била создадена земјата, но некаде тука пред падот на човекот. Значи, од прилика, тоа е тој период. И сега малку Елен Вајт во цитатот се навраќа на тоа кој бил Луцифер и каква позиција заземал претходно и таа сегашна, односно тогашна, кога го опишува цитатот. Дојде, вели, часот на радосни песни на славење на Бога и на Неговиот Син. Сатаната го водеше небесниот хор. Или Луцифер, нали, тогаш. Тој ќе ја почнеше првата нота и веднаш потоа целото мноштво на ангели му се придружуваше и низ целото небо одекнуваа славни музички тонови. Значи, замисли си, тој е тој кој што го водел славењето, ја водел песната, го водел хорот на небото. Тој ќе почнел и сите по него. Но сега, вели, откако е исфрлено небото, наместо звуците на најславната музика, се слушаше мешаница, збрка, некоја конфузија и раздразливи зборови и гласови. Сатаната стоеше запрепастен од новонастанатата состојба. Неговата радост ја немаше повеќе. Упатуваше поглед кон ангелите, кои некогаш беа радосни заедно со него, но кои беа потоа исфрлени заедно со него од небото. Пред падот немаше ниту сенка на незадоволство среде совршениот мир. Сега се беше поинаку. Лицата кои го рефлектираа ликот на Творецот беа мрачни и безнадежни. Ангелите, нели, значи, упатен е неговиот поглед кон ангелите и целата таа новонастаната ситуација го изненадела и него. Нема веќе радост. Замрачени ликови, безнадежни ликови, збунети ликови и погледи. Пред нивниот бунт, вели, вакво нешто не било познато на небото. За небото. Немало такво нешто. Нормално. Сатаната ги гледал страшните последици од својот бунт. Морници му поминувале и се плашал да се соочи со иднината и да помисли кон што води сето тоа. Каде се наоѓаше тој? Се прашувал. Зарем ова не е само еден страшен кошмар, си велел. Зарем е веќе исфрлен од небото. Зарем небесните порти за него нема повеќе да можат да се отворат и да го примат? Прашања. Недоумица. Вели, свети ангели му се поклонуваа на таткото, но сатаната нема повеќе да биде дел од небесниот хор и од таа сцена. Нема повеќе со почит да се поклонува пред присуството на вечниот Бог. И сега внимавајте, кога би можел да се најде повторно таму, како додека беше чист, вистинит и верен, тој со задоволство би ги предал своите права. Но тој беше изгубен за сите времења заради неговиот дрзок бунт. И тоа не беше се. Тој и другите ги поведе по истиот пат на бунт. Ангели кои никогаш не ни помислувале да ја стават под знак прашање волјата на небото, на небесата, или да одбијат да му бидат послушни на Божиот закон. Се доека не им вметна мисли, значи во умот, прикажувајќи им како би можело да им биде подобро и би имале поголема слобода. На ваков лукав начин и ги заведе. Знаеме, нели, удирајќи директно на Божиот карактер, односно и Божиот закон. Велејќи им дека ете, тој може да направи еден нов поредок, каде што тие уште ќе бидат посрекни,
Не мора да ја трпат таа тиранија од страната на Господа и ќе имаат поголема слобода. Наместо да им биде подобро, тие ги искусиле тажните резултати на непослушноста и непочитувањето на законот. И сега овој дел е посебно интересен. Сатаната треперел кога видел што направил. Осамен, размислувал за минатото, за сегашноста и за еднината. Неговата силна фигура се занишала како погодена од бура. Поминувал еден небесен ангел покрај него. Сатаната повигло по него и побарал да се впушти во разговор со Христа. Побарал да разговара со Христа. Му било одобрено. Тогаш тој посочил дека се покајал за својот бунт. И посакал повторно да ја почувствува Божјата наклоност. Бил спремен да го заземе местото кое ќе му биде дадено и да биде под Христова управа. Божиот син заплакал над судбината на сатаната. Но му рекол дека такво нешто не е можно да се случи. Небото не смее да се доведе во опасност. Небесниот мир би бил нарушен доколку биде примен назад, бидејќи гревот бил зачнат од него и семето на бунтот било се уште во него. Немало поправка за неговата ситуација и не само што безнадежно се уништил себе си, туку уништил и мноштво на ангели кои кога тој би останал постојан, би били понатаму срекни на небото. Заради него ги снашло тоа што и него го снашло. Божиот закон можел да осуди, но не и да даде прошка. И сега, прашањето е, дали навистина се покајал сатаната? Ние го знаеме одговорот, но да видиме кои се тие, значи кој е тоа покаяние, кој што го гледаме кај него, кој што е неприфатливо. И од кој што може да извлечеме поуки за нас. Да видиме зошто Христос не го прифатил тоа негово покаяние. Сатаната вели не се покајал за својот бунт, заради тоа што ја видел Божјата добрина која ја злоупотребил, претходно. Значи прво, не ја увидел Божјата добрина, Божиот карактер, она што е битно, првенствено, Божјата љубов, која што делува на вистинско покаяние, води кон вистинско покаяние. Бедотијата што ја согледал заради губењето на небото, чувството на вина која го притискало, значи, почувствувал беда, почувствувал вина и разочарувањето што го доживел заради неисполнетите очекувања, биле причината за неговата тага. Че зашто бил тажен. Да се биде водач надвор од небото, било многу поразлично од тоа да имаш една таква чест на небото, односно во самото небо. Премногу било тешко да се поднесе загубата на предностите што ги нудело небото. Тој посакал да му се врати тоа, да му се вратат тие предности што ги имал претходно. Значи да, чувствувал беда, чувствувал, вели тука, чувство на вина, но и разочарување, затоа што не биле исполнети неговите очекувања. И таа тага, таа жал што ја имал за кого? За себе. Бил свртен целосно кон себе. Тој сакал, му било жал зашто што ги изгубил тие предности на небото и сакал да ги придобие назад, да ги добие назад. И нормално Господ тоа го знае, ги чита срцата и ова негово покаяние не било прифатено. Значи, сега, од овие негативни показатели за тоа, односно показатели за тоа кое е она неприфатливо покаяние, да кажеме кое е прифатливо најнапред. Да ја согледаш Божјата добрина
да го согледаш неговиот карактер и да осознаеш дека си ја злоупотребил неговата добрина. Дека си го повредил пред се него. Тоа ѓаволот не можел да го види, значи не го увидел тоа. Затоа што кога му грешиш на братот, кога и грешиш на сестрата, пред се му грешиш и на Господа. Замисли си, не знам дали сте увидели некојаш во вашиот живот дека ако навистина сакате да го следите Христа, да ги почитувате, следите неговите начала и еве се трудите со Божја помош, нели, да бидете навистина добри. Иако нели ниеден човек не е добар, меѓутоа да дозволите да Светиот Дух ја втисне таа љубов Божја во вашето срце, често пати ќе видите дека сте злоупотребувани од луѓето. Токму заради таа добрина. Тоа го направил Луцифер, гледаме. Но меѓутоа тој не ја согледал, не можел да ја согледа Божјата добрина и моментот дека ја злоупотребил Божјата добрина. Сега за момент само да се подсетиме на еден цитат што се однесува на Јуда, кој што знаеме дека исто така не се покајал со вистинско покаяние, па знаеме како завршил. Откако го гледал својот Господ, Јуда Искариот извикал: јас сгрешив што предадов невина крв. Нешто сватил Јуда, да. Ова признание се отргнало од неговата грешна душа под неподносливиот притисок на свеста за вината и во страшно очекување на осудата. Последиците што му се заканувале го исполнувале со ужас, но во неговата душа немало длабока тага што го кине срцето, не жалел што го предал пречистиот Божи син и што се откажал од светецот Израелов. Еве го гледаме овој недостаток и кај Јуда. Кога вистински би се покајал, немаше да заврши на тоа дрво таму. А мислам дека и денеска нешто беше спомнато, нели? Ке си сгрешиме, извини. И останува на тоа. Но ако е вистинско покајанието, тоа што ќе произведе многу повеќе од само извини. Грешникот станува свесен за Божјата праведност и го фаќа ужас да се појави со товарот на својата вина и расипаност пред оној кој ги испитува срцата. Тој ја гледа Божјата љубов, убавината на светоста, радоста на чистотата, копне да биде очистен и достоен за врска со небото. Ова се карактеристиките кои што треба да ги има во нашето покаяние. Ова е покаянието кое што е прифатливо. Значи, свесен е за Божјата праведност, за Божјата добрина. Сваќа дека има вина врз својот грб, треба да ја истовари, го испитува срцето, ја гледа Божјата љубов, убавината на светоста, радоста на чистотата, тоа му се битните работи. Копне да биде очистен и достоен за врска со небото. И еве сега пак да се навратиме на оној последниот дел од цитатот во Знаци на времето и да видиме зошто и кое покаяние е неприфатливо и зошто и покаянието, така речи, покаянието на Луцифер не било прифатено. Да го прочитам повторно тој последниот дел од цитатот. Бедотијата што ја согледал заради губењето на небото, чувството на вина кое го притискало и разочарувањето што го доживеал заради исполнетите очекувања биле причината за неговата тага. Да се биде водач надвор од небото било многу поразлично од тоа да добиеш една таква чест во небото, на небото. Премногу било тешко да се поднесе загубата на предностите што ги нудело небото. Тој посакал да му се врати сето тоа. И сега гледате. Ја согледал својата бедотија. Тоа го гледаме во цитатот. Имал чувство на вина.
Но, сега гледајте ги овие три работи. Бил разочаран заради неисполнетите очекувања. Тој очекувал нешто друго. Че не го согледал во суштина Божиот карактер. Затоа и бил разочаран од неисполнетите очекувања. Ја согледал загубата на предностите на небото и посакал да ги поврати. Значи, која е разликата меѓу прифатливото и неприфатливото покаяние? Една многу битна, видлива разлика. Прифатливото покаяние е насочено кон тоа што сте му го направиле на Бога, на неговиот карактер и добрина и свесноста дека сте ја злоупотребиле неговата добрина. И ако сме веќе кај ова, само се навратиме на оној познат стих во второ послание до Коринќаните 7:10, кој што е јасен и вели, зашто жалоста по Бога, жалив заради тоа што сме му направил на Бога, донесува покаяние за спасение. А жалоста на светов донесува смрт. Кога си свртен кон себе, жалоста заради себе, заради тоа што си изгубил нешто, заради тоа што сакаш да го вратиш, може би си направил некоја глупост, па сега сакаш да го вратиш вниманието кон себе од твоите браќа и сестри, не знам, се срушила може би таа твоја кула од карти, па сега сакаш да се прикажеш повторно како оној за кого како што те знаат. Тоа се сосема погрешни гледишта. А прифатливото покаяние е тоа кое што, значи како што реков, е насочено кон тоа што сме го направили на Бога. Неприфатливото е насочено кон самите нас, нашата тага и болка, заради тоа што сме биле повредени, навредени и така натаму, и кон тоа што сме го изгубиле самите ние. И да прочитаме сега од 51-иот псалм како тоа Давид се покајал и зашто неговото покаяние е прифатливо. Многу убави зборови и знам дека често пати во молитвата своја ги користи братот Гоце од Свети Николе. Навистина има една многу убава навика, да ви кажам. Знае некоја, како да кажам, некоја бројка на стихови на памет. Тоа е за пофалба. Тоа треба да го практикуваме сите ние. И буквално кога се моли, тој не користи многу своји зборови. Туку ги цитира стиховите од Библијата. И често пати ги цитира и овие стихови од 51-иот псалм, кој што исто така е еден од покајничките псалми на Давид. Од првиот стих ги читам. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот греф. Зошто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секогаш пред мене. Тебе, само Тебе ти сгрешив. Еве го тоа, тој момент. И направи што е зло пред Тебе. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш. Значи, што и да кажеш, Господи, во право си. Кога ќе пресудиш без прекорување. И пресудата ти е вистинска. Точно. И затоа од срце се кае Давид и вели, еве, грешен су, веќе роден во греф ме зашна мојата мајка. Ете, ти любиш искрено срце. Ме учиш на мудрост во длабочината на душата. Пороси ме се босилок, за да се очистам, изми ме да бидам побел од снегот. Дај ми да ја чујам радоста и веселбата, за да се зарадуваат скршените коски. Оние скршени коски за кои што, нели, прочитавме во 32-иот псалм, при завршетокот на саботата. Кога човек не се кае, кога тоа го држи во себе. Видите, тоа дори допринесува и физичка болест. Или така наречени тие психосоматски болести. Сврти го, заврти го лицето од моите греови, избриши го сето мое беззаконие, Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Интересно ова, често пати знаеме да кажеме, Господ ни дава ново срце. Не е точно. Што вели стихот овде? Боже, создај ми
чисто срце. Создава, значи тој повторно создава кај нас. Чисто срце, постојан дух обнови во мене. Значи, нели, оној кој што е покајан, оној кој што е наново роден е ново создание. Пред се мисли тука на срцето, односно на умот, на мислите, на тој дел од мозокот кој што е најбитен. Не ме отфрле од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ке ги научам беззакониците на Твоите патишта и грешниците ке се обратуваат. Ослободи ме од пролеаната крв Божия. Боже Спасителе мој, нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Ова е вистинско покаяние. Едно вакво покаяние, вели Елен Вајд во Патот кон Христа, значи, во овој бестселер, едно вакво покаяние ги надминува нашите сили и ние не можеме да го постигнеме. Туку можеме да го добиеме само од Христа, кој се издигнал во височините и им дал дарови на луѓето. Или како што вели во Дела 5.31, Дела 5.31 вели Бог со својата десница го возвиси Него, го возвиси Христа за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. Покајанието е исто така дар. Тоа е делувањето на Духот Свети. Тоа е делувањето на Бога. Бог делува со своите дела во нашиот живот, со својата љубов, откривајќи неговиот карактер, и на тој начин вие ја согледувате, преку тоа негово делување ја согледувате таа огромна потреба од Христа. И тоа доведува до покаяние, до она вистинско покаяние. Не сте воопшто свртени кон себе, туку кон она што сте му го сториле пред се на Бога, кон она што сте му го сториле на братот или на сестрата. Такво покаяние, верувам дека ни е потребно на секој еден од нас, и такво покаяние ќе предизвика корените промени во нашите меѓучовечки односи, кои што често пати знаат да бидат нарушени и да, ете така, останат работите. Ние мислиме дека сме измирени пред Господа, а всушност не јаде нешто од внатре. Еве и од Луцифер нешто се поучивме. Видовме дека се обидел да се покаја, меѓутоа видовме како се покајал. Такво покаяние не е прифатливо пред Господа, тоа треба да ни се метне во умот. Жал по Бога, жал за тоа што сме му направиле нему, а не жал за себе, за нас самите. За тоа што сме изгубиле, за тоа што сме повредени, за тоа што сме доживееле болка. Да го оттргнеме погледот од себе, да го насочиме кон Бога. Да отидеме под крстот Голготски. Како што вели Елен Вајд во една друга прилика. Зошто? Зошто таа вели по пола или по еден час, како беше секој ден, да се задржуваме токму на тие сцени и да размислуваме за тие сцени? Па токму таму на крстот Голготски сваќаш која е грозотијата на гревот, колку тој е страшен, а исто во истиот момент сваќаш и колкава е Божјата љубов. И таму си мал, таму си никаков, ништожен, се рамниш со земја, тоа е тоа. Кога ќе ја согледаш таа разлика меѓу тоа кој е Бог и каков е Бог и каков си ти. И тоа е оправдување со вера. Елен Вајд во една прилика вели, значи фрлање на човечката гордост во прав. Не си веќе битен ти, не гледаш на себе, гледаш на Бога, гледаш на другите. Нека Господ ни помогне да имаме едно такво искуство. Амин.